Поштувани пријатели, би сакал да споделам една прекрасна вест со сите вас. Во деновите кои што следат има добри пријатни вести за македонските граѓани. Дополнително позитивно ќе се изненадите. Ајдете тоа да зборуваме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ајде да се веселиме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ветивме и остваруваме. Добро вечер, гледате Срекни вести на Инфомакс. Нема колапс, ама не сме ниту четврта економија. Добро, во топ 5 сме сепак. Ама во Европа, не во свет. Ако не го чувствувате тоа, ваш проблем. Економијата си цвета. Дури и премиерот вика дека ќе бидеме уште подобри од изминатите 2 години. Инаку граѓаните и бизнисот да не се грижат, успеавме да обезбедиме на меѓународниот пазар доволно средства да ги вратиме долговите на претходната влада и со остатокот да имаме доволно средства за развој и македонската економија повторно да биде една од првите во регионот и во првите 5 во Европа. Така што економијата продолжува да расте и јас очекувам покрај рекордите што ги имавме во втората половина 24-та и оваа 25-та, тој тренд да продолжи и во 26-та година. А што тоа велеше министерот за транспорт Александар Николовски претходно? Јас мислам дека дури нашето општество не е свесно пред каков економски колапс може да дојде државата ако ова не се промени. Значи може до толку е фрапантно. Да. Еве пак што кажа министрката за енергетика Сања Божиновска за буџетот. Во следниот месец-два ќе имаме повеќе информации, меѓутоа се работи, како што знаете, буџетот не ни е во најдобра состојба. Добро бе луѓе, ајде договорете се. Каква ни е економијата? Математички прецизно платата во јавната администрација треба да се зголеми за 40% за 2 години. Или парички. X, Y. Ајде да ја видиме математиката со паричките. Се обидува моите математички квалитети да ги предизвикам. Но, верувајте, секогаш се трудам да бидам математички прецизен, па така и во овој случај. Ако е 30.000 денари просечната плата, сега во април месец за мартовската плата ќе имаме нивелирање за минималната плата која што ќе се зголеми. Да претпоставиме дека таа ќе се зголеми за 1.500 денари. Тоаш, овие 30.000 денари плюс 1.500 денари зголемени за 8%. Ќе дадат збир X парички. Следната година, април 2027, тие X парички повторно ќе се зголемат за минималната плата, да претпоставиме дека ќе биде повторно 1.500 денари. Тој збир X плюс тие 1.500 денари ќе се зголемат за нови 8% и ќе добиеме Y парички. Третата година, 2028 во април месец, овие Y парички повторно ќе се зголемат за минималната плата од 1.500 денари и сето тоа ќе се зголеми повторно за 8% и ќе добиеме Z парички. Овие Z парички ќе бидат за минимум 40% повеќе од 30.000 денари. Колкава математичка равенка за едно едноставно прашање. Ќе се зголеми ли платата или не? Значи да повториме. X парички и Y парички ќе донесат Z минималец за 2 години. Толку од прилика колку што синдикатот бара да изнесува сега. Ама што знаат синдикалците, како живее обичниот граѓани? Владата тоа го знае и чувствува најдобро. Транспортерите ќе имаат решение идниот месец, рече премиерот Христијан Мицкоски. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Или до јуни, како што рече министерот за транспорт Александар Николовски. Денес имаше некоја информација од премиерот дека во февруари ќе има решение. Значи, јас да бидам прецизен. Јас очекувам уште од февруари до јуни е разлика. Да не ги вадиме работите од контекст. Јас очекувам да имаме уште во вторник решение. Вторник мислам дека е февруари веќе, да. Но после тоа за да се имплементира тоа решение, потребно е да биде изгласано во земјите членки и во Европската комисија. Примената да стартува. Точно. И нормално е дека тоа ќе фати одреден временски период. Драги превозници, кога не можат премиерот и министерот да се договорат кога ќе може да возите без проблеми, пробајте и видете сами. Февруари, јуни, исто е. Тука е негде, што се 4 месеци. Добивате координиран одговор од властите за едно многу важно прашање. Градоначалникот на Скопје стварно се фати за работа. Бил многу зафатен овие 2 месеца и не успеал да го пополни анкетниот лист за имотната состојба. Иако тоа требаше да го стори најмалку 1 месец по стапување на функцијата. Добил 2 платни налога.
Едниот за непополнување по прекинот на функцијата градоначалник на Кисела Вода, другиот за седнување во фотељата во град Скопје. Добро, дали конкретно скопскиот градоначалник поднесе досега изјава за собствениот имот? Докаде Од последната информација што имам, нема поднесено. се уште нема поднесено? Ја платил прекршечниот налог? Пуштени му се двата прекршечни платни налози и за престанок на функцијата градоначалник на општина Кисела Вода и за град Скопје, уште е во фаза на постапка за поравнување. Ама ете, си кажа човекот, ќе си плати. Една глоба од двата прекршечни платни налози кои му се испратени. Вели дека само едната му стигнала. Морам да истакнам и тука да си ја признам својата грешка. Поради врските во градот Скопје, обемната работа не стигнав изминатиот период тоа да го направам, но јас веќе имав излагање дека мојата имотна состојба уште од моментот кога сум бил советник во Кисела Вода е непроменета. И во периодот кога сум бил градоначалник, па и сега како градоначалник на градот Скопје, наредната недела ќе се завршам таа врска, до мене има стигнато еден платен налог, прекршочен. И конечно Safe City почна да казнува. Над 500 казни првиот ден. Може би навистина е голем успех. Дури повод да се направи вонредна изјава. Како да сме се справиле со некакви тешки кривични дела. Или бил уапсен некој крупен криминалец. Или бил фатен некој функционер. Отприлike имаме негде од околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажам една огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова. Владата отиде во ССМ и го потпиша договорот за минимална плата од 600 евра, а останатите плати да се покачат за 100 евра. Не отиде никој. Остана Слободан Трендафилов сам на масата. И за крај малку посериозно. Мал дел од пораката која Трендафилов во име на работниците кои протестираа ја испрати до власт. Сакам да им кажам на работниците, а сакам да им порачам на луѓето во владата, дека графитот што е напишан на Министерството за култура ја отсликува моменталната состојба во државата. На него пишува: оваа влада блада. Како тоа оваа влада и представникот на владата сакаат да им дадат на работниците 40% изголемување на платите, ама синдикатов не сакал, па они затоа не дале, па работниците затоа не добиле, па сега им текна после една година, а им протестираме, им текна еден ден после големиот протест кој ги исплаши, да лецитираат со зголемување на платите на работниците, да кажуваат суми, но ќе ми дозволите уште нешто. Веројатно на часовникот времето им е многу напред. Македонија денеска е во 2026 година, онаму каде што е целиот свет. Но тие живеат во 2028 година, кога според кажувањата на оној со батериите, Сојузот на синдикатите на Македонија бил виновен затоа што работниците, замислете, во 2028 година немало да добијат 600 евра минимална плата. Вратете се, другари, во иднината. Дојдете во реалност. Протестираме за 600 евра минимална плата денес. Не за 2028 година. Ова барање за минимална плата е навистина за синдикален, а не за луксузен живот. Тоа беше се за ова издание на Среќни вести. До следната недела. Да зборуваме за убави работи.